Почитувани гледачи, како што најавивме и на почетокот на ова издание на вестите од регионот, гостин во студиото зборуваме за ратификацијата на Истанбулската конвенција, односно Советот на Европа ја донесе 2011 година, а Република Македонија деновива ја ратификуваше. Борба против семено насилство, тема која што во последните неколку дена веќе активно се зборува во чести на кампањата против семејното насилство. Гостин во студиото е Нетка Ковачева, адвокат од Струмица. Нетка, вие сте и задолжени кога станува збор за бесплатната правна помош на жените жртви од семејното насилство и активно сте вклучени во целиот тој процес на борбата против семејното насилство. Вака, ја донесовме Истанбулската конвенција, што тоа значи и за нас како држава и кои се основните цели? Точно, на 22 декември оваа година ја ратификувавме Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Што значи тоа ратификација? Тоа значи дека оваа конвенција станува дел од нашето законодавство и е заначена со позитивните правни прописи, со тоа што поголем акцент се става на конвенцијата, со тоа што таа ќе се применува паралелно со Законот за спречување, заштита и превенција од семејно насилство. Целите на оваа конвенција е да се спречи насилството и да се пожестоко води борба за спречување на насилството врз жените, врз девојчињата, како родово засновано насилство. Исто така, акцент на оваа конвенција е тоа што треба да се има нулта толеранција према насилството, да се промени начинот на однесување на сите луѓе во општеството, на сите институции, значи на сите сегменти во општеството и да се постигне таа еднаквост де јуре и де факто помеѓу мажите и жените. Така, сакам да ве прашам, вие сте и адвокат, дали сметате дека можеби малку неспремни не дочека оваа ратификација? Во смисол на... Сметам, да. Неспремни, немаме доволно број на шелтери центри. Да. У тој сегмент неспремни, не дека ние нема да можеме да се справиме со... Точно. Сепак сме неспремни, институциите не се доволно спремни. Сигурно ќе се остави сега некој голем период за да може да се адаптираат за конвенцијата. Значи, со оваа конвенција се предвидени отварање на шелтри центри, отварање, значи за солништа, бесплатни линии кои што ќе работат 24 часа за пријавување на насилство. Што значи дека еднаквоста помеѓу мажите и жените ќе се воведува уште од најрани години. Значи, ќе се воведат промени во образовниот процес, да се промени перцепцијата и менталитетот, со тоа што во образованието ќе биде воведен наставен материјал, каде што ќе бидат разработени прашањата за еднаквост помеѓу мажите и жените, нестереотипните родови олуги, заедната почит, како да се решаваат мирно конфликтите помеѓу луѓето. Сето тоа за да се од мали години промени перцепцијата кај децата, да се свати дека мажите и жените се еднакви и да се отргнат тие историски нееднаквости кога мажот војувал и тој бил главен војсководец, а жените биле дискриминирани и биле спречени во нивното напредување. Што значи дека родовото засновано насилство означува насилство насочено против жената затоа што е жена. Така, го спомнуваме родово полово насилство во конвенцијата. Овдека нема да се задржиме само на насилството врз жените како сопруги и мајки, туку малку поширок спектар на насилство кое што ќе ги тишти во иднина. Значи конвенцијата ќе ги разработува насилството врз жените, домашното насилство кое што вклучува физичко, сексуално, психичко, економско насилство, забрана за присилен брак, генитално секатување, присилен абортус, присилна стерилизација, кривични дела кои што се извршуваат заради некоја чест во општеството, како во јавниот, така и во приватната сфера. Значи, тие се сите кривични дела, сите закони ќе треба да претрпат измени, да се воведат, да се инкриминираат новите дела кои што се предвидени во оваа конвенција, а исто така една новина која што е во оваа конвенција за кривичните постапки кои што се водат екс официо по службена должност. Значи, за семејно насилство, конкретно за делото телесна повреда, се бараше
се водеше по предлог на странката. Сега постапката ќе се води без разлика дали жртвата ќе се согласи или не. И ќе се стави акцент на отежнителните околности, дека сторител е брачен другар, поранешен брачен другар, брат, сестра, член на семејство, луѓе кои што делат заедничко домаќинство. Значи сите тие, дали делото е прв пат сторено, втор пат, се повторува и тие околности ќе бидат како отежнителни со тоа што нема да има алтернативни мерки, само ќе бидат ефективни казни затвор со цел да се поттикне свеста да не се стори тоа дело, ако се сторило еднаш за втор пат и за понатаму. А што се однесува до време траењето, откако ќе се изрече веќе казната. Сите знаеме нели дека се соочуваме со еден проблем, ли не знам како да го дефинирам, во смисол кога жртвата ќе се осмели да поднесе пријава за токму за таков вид на насилство, насилникот беше во затвор многу малку време. Ќе се променат ли тие каузи? Ќе се зголеми ли границите? За жал, на кривичниот законник за телесна повреда предвидува казна од 3 месеци до 3 години. Сега во овој момент се укина Законот за одмерување на вид и висина на казна, каде што казните може да бидат малку повисоки од сега за вакви дела, се уште се изрекуваат условни осуди. Ќе треба да се претрпат промени и во овој дел. Меѓутоа, заради тоа ова конвенција ќе биде ставена под надзор од органи, има посебни експертски комисии, групи кои што ќе гледат како се применува, во кои области се применува и дали правилно се применува ова конвенција, бидејќи со самото ратификување на оваа конвенција Република Македонија прифатила низа обврски и кои обврски ќе бидат и тие да се измени процесното и материјалното право. Така додека да стигнеме до тие, пак ќе се вратиме на почетокот, значи треба од корен, внесувајќи и промена во образовниот систем, наложувајќи, за да стигнеме до некое задоволително ниво што пред се ќе ни ја промени свеста. Да. Тоа е значи во преден план, да се промени перцепцијата, да се промени свеста, менталитетот. Ние знаеме дека Македонија е со стереотипи, држава со стереотипи, неприфаќање, секогаш мажот да биде на прво место, жената да биде во почината улога, самите гледаме дека и платите во ист сектор за мажи и за жени не се подеднакво исти. Значи, тоа постои. Со оваа конвенција, сите овие разлики помеѓу мажот и жената во сите области треба да се надминат. Така, ратификацијата на Истанбулската конвенција не е само потпишување на документ пред Совет за безбедност, тоа значи долготрајна работа со цел да барем се минимализира семејното насилство. И на почетокот кажа, вие сте директно вклучена во целиот тој процес за спречување и борба против семејното насилство. Јас верувам дека и понатаму ќе имате полна раца работа и дека со здружени сили ќе се борите и понатаму. Се надевам дека оваа конвенција навистина ќе најде примена и ќе се бориме за нулта толеранција на семејното насилство. И јас не сум среќна поради тоа да имам многу предмети, значи сакам баш таа перцепција и свестка и луѓето да се надмине и да имаме што помалку такви немили случаи и предмети. Така, јас ти благодарам што одвои време и беше дел од вестите, а ние почитувани гледачи продолжуваме понатаму со останатите содржини.